Поздрав до сите љубители на шахот. Вие сте со емисијата Шах со Љубиша Антоновски. Во уште едно издание вечерва имаме особен гостин, тоа е интернационалниот мајстор Димче Илиевски, легенда на македонскиот шах. Значи, јас бев многу возбуден кога имав чест и привилегија да го запознам мајсторот Димче Илиевски. Тоа беше одамна многу. Тоа беше еден меч од Македонска лига на игралиштето на ФЦУ 55. Именно јас тогаш играв за шаховскиот клуб ФЦУ 55, а за тој клуб покасно се приклучи и Димче Илиевски со неговата сопруга Велика Илиевска. Игравме заедно, но најпрвата средба, значи, беше впечатлив тој ден затоа што не игравме токму со Стево Патако Битола. Јас прв пат настапив на сениорска табла. Именно ние бевме тројца добри младенци. Иван Кочовски, Владко Петковски и јас. Еден требаше да игра на сениорска табла, јас играв, мене ми беше окажена таа чест. И со Томе Тодоровски играв тогаш, но за време на самиот меч се појави Димче Илиевски, некој кажа ова е мајстор Димче Илиевски. Како некоја нова енергија да беше присутна во просторијата, а по партијата Димче мене ми кажа Митре Илиевски, кој што беше капитен на нашата екипа, дека Димче Илиевски многу пофално се изрази за мојата игра и рекол дека еден ден ова момче ќе стане мајстор. Така беше првата средба. Од тогаш поминаа Димче многу години. Добро вечер за тебе, многу ми е мило што си ни во емисијата. И се сретнавме, значи ми се вкрстија патиштата практично, иако сме многу различна генерација, но два пати да играме во исти клубови во ФЦУ 55 прво, потоа и во Гамбита секој се. И иако да речеме кога игравме за ФЦУ 55 се разбира дека ти ја водеше екипата, односно беше челна табла. Се сеќавам, играме еден меч и сега ти играш со Бора Ивков. И Ивков вика, колики е ваш рейтинг? Што пишува некој педантно, вика, ти гледаш, требал сам имати она, како сте рекли колико, ја вика, иди ја покажу, и ти кажеш толку. Јас се извинувам вака на почитуваната публика што се обреќам на тема, толку долго години се знаеме и да речеме бариера во годините ќе ја неутрализираме со непосреден пристап и разговор. И меѓутоа кога дојде ти со црне фигури тоа све так сицилијанско, ништо не можеш да ти направи, Реми се заврши партијата и воопшто тие години и Варанџела скоро лига така добро ја држеше првата табла, тука значи немаше. А Драшко Велимирович се сеќавам, значи ти зема таму некој ти го даде црнополниот ловец на C3, демек на структура ова она, ама ти го стави ловецот на H6 и му даде мат. А не беше прв пат да му земеш мерка, нели така беше? Ете така кажувам некои, да речеме, впечатоци, некои сцени, некои фрагменти од тоа, од нашата шаховска дружба, каде што, значи, навистина си бил она. Меѓутоа и на оваа возраст, а именно до година, нели, ќе влезеш во 9-та деценија од животот, ти посакувам здравје, да бидеш вака бедан расположен, срдечен како секогаш, со добро здравје и она се, таа енергија се чувствува како млад, ама и сега уште имаш. А сега има шестата табла за Гамбита, секој повремено, секој што треба со помладиве, значи им даваш лекции, нели, како треба шахот, што треба. Добро, сега ние тоа една кариера многу давнешна, и иако мислам дека си научил на 12 години шах или така нешто. На 12 години. Као ботвеник. И ботвеник на 12, па на 16 стана мајстор, а ти на 16 веќе беше добар кандидат и веќе стануваше младински првак. Веќе бев шампион на Битола на 16, на 15 бев втор. Позади братот. А на 16 веќе прв. Сега во тие услови ние како сме играле и ово она, значи така малку правам споредба со ботвеник, а покасно ќе направиме споредба и со односно ќе го споменем уште еден голем шахист од неговата генерација, што малку помнато, тој е Давид Бронштейн, но за тоа покасно малку, а сега значи почетоците. Датираат од Битола, од каде што си. Значи тачно е дека 56-та година бев втор на првото првенство сениорско во Битола, Борче беше шампион, а на 16 години се промени улогите, јас бев прв, а Борче втор. После на другите првенства на Битола која сме играле 61 и 64, двајцата бевме прво и второ место го делекме заедно. Иначе на младинско првенство на Македонија 58 година бев шампион, а 59-та по втор пат бев младински шампион пред многу талентираниот Љупчо Данчев.
Љупчо Танчев. Блед, на Сојузното првенство на Југославија во Блед играв извонредно и на последните 3 кола бев на листата на кандидати за прво место, пошто беше пола поен дистанца меѓу Бруно Парма и Велимировиќ и мене. Значи, Бруно Парма и Велимировиќ водеа, а јас со пола поен ги следев. Но на крајот имав пех, изгубив 2 партии и бев 8-ми. А добро, само да се надобрзам, ако може, вели Бруно Парма беше и младински светски шампион. Точно. Значи, Точно. Таа година 59-та стана светски младински шампион Бруно Парма. А ти си бил во конкуренција со него и со Велимировиќ? Да. И со Немет? Јас го победи Велимировиќ, значи уште на младинско првенство и во Радовљица, и пошто играв на 2 првенства на Југославија, и во Радовљица го победив и Блед. Па за случката... А приказната со кралот, што плива? Таа приказка... Тоа ја прочита по твојата книга и за неа малку подоцна. Да. Јас игравме топоска завршица, Реми беше партијата, со повторување на потези, меѓутоа се намести на шах шук да му дадам и го зеде кралот, го фрли во езерото. Ти му го зема топот, а само топ имаше, и тој кралот во езерото. Да. И го фрли, и вика, судијата прашува, каде е кралот? Кралот се бања таму. Ај, беше Рашко. Може супер конкурентен уште како младенец. Не, тоа кошта можда и прво место. Јас сум бев така фатален, иначе имаше убави шанси да биде шампион на тоа првенство. Ама добро, бил Парма, после станал младенски светски шампион. После следеше на шампионат на Македонија. Прво моје учество, 61 година, дебитирав на сениорско. И бев високо пласиран на 5-то место. И од тогаш рачунам од 61 дека сум еден од врвните шахисти на Македонија, па в година ќе славам 60 години. Така, мислам, од тоа првенство. Од тоа првенство на Македонија. Јута, 64 година, на турнирот пошто бевме шампиони на Македонија, Битола беше екипен првак на Македонија, 63 година, игравме баш за време после земјотресот, и јас го победив нически и го добивме мечот, и Битола беше првак на 8 табли, така, а бевме прваци и на 4 табли. На 4 табли. Јас пак го добив мечот, значи за екипата, значи на втора табла. Како беше тогаш екипата? Тие предводеше, па Борче? Не, Борче беше прва табла, јас бев втора, трета покојни Киро Стојановски и четврта Бошковиќ. Бевме феноменална екипа. И мечот беше 1,5 и јас знам дека јас ја добив партијата и го добивме мечот со студент или со супер силен студент во тоа време и таму тогаш студент во други или како се викаше, не сеќам за која екипа игра. Како игра? За која екипа игра. Значи 64 година во Пула надмоќно ја освоив титулата мајсторски кандидат со 2,5 поени. Сега, 66 година, одма кажам, 66 година на шампионатот на Македонија, јас бев вице шампион, првак беше Нически, и 68 година игравме на изборен турнир за турнирот на солидарноста за првите за резервни места, 2 места, значи, и бевме нически победи со пола поен пред мене, а Борче беше трет, но како резерва он се пласира на турнирот на солидарноста, вториот турнир.
Тој е 68. 68 А година. првиот 67. А првиот 67. Него турниот на солидарноста да појасниме за публиката дека се одржуваше по повод земјотресот на Скопје, односно солидарноста што Скопје доби како град кој што преживе катастрофален земјотрес. И тој беше многу престижен турнир, престижен, силен турнир. висока категорија, ептем висока категорија. Поготово тој вториот беше гром, ние македонските шахисти бевме сите четворица на дното. Значи толку беше многу силен турнир. Но од таа четворка меѓу седмите резултати на македонските шахисти јас бев прв. Затоа што јас го победив Ничевски, а ремизирав со Софрески и со Борче. Борче изгуби од Ничевски и редоследот беше јас бев со 2 поени прв, Софрески и Ничевски со 1,5, а Борче 1 поен. И тоа беше причина јас да одлучам да се преселам во Скопје. А на тој турнир играв добро, значи имав реми со Полугевски во 17 потези, великанот на светскиот шах, кандидат за светски првак, на мечеви на кандидати, на мечеви на кандидати за светски првак, неколку циклуси играше. Со Хорт, Власимир Хорт, дури и испушти победа со него. И Хорт играше во мечеви за светски И првак, тој играше, од Спаски само изгуби. да, и тој играше на мечеви на кандидати за светски првак. Така да постигнав резултати А што на оваа Полугевски не му се допадна нешто позицијата, па прво време, 100% тоа, Да, беше инфериорен. инфериорен и странно да не изгуби. Затоа што тој проведи напад на кралево крило, а јас одговорив со удар во центар. И тоа беше страшно. И позицијата се рушеше. Он имаше многу малку време затоа што го потроши. 2 сати и 15 минути потроши за 17 потези. А јас само 15. 2,40 било, нели? Да, да. А јас само 15 минути потрошив. Значи играв инвентивно, ме инспирираше една убава дама, ете така морам да признам, ми донесе така една ружа и јас играв феноменално со. Има ли поголема инспирација за еден шахистот од жена убава? Нема. Интересна жена, нема. Да. Значи, 68 одлучив да се преселам во Скопје само заради шахот. Бев во Битола управител на царинарница. Само за момент, може ли да те прекинам, само да напоменеме дека и како во основно образование и како средношколец во средно економско училиште, така дека си бил најдобар ученик. Значи, си бил одличен ученик, најдобар, потоа веќе си завршил и факултет и не само тоа, туку прва година во јунска сесија земена со 9,20, ако добро помнам што се прочитал во книгата. И веќе си бил стипендист за да бидеш веќе као царински работник во управата за царински работи, кога ќе го завршиш факултетот. И тоа и се случило, така? Точно е. И си добил и стан во Битола, што си имал многу добар статус. Трособен Значи, стан. ова 68 ти имаш 27 години, тоа е зборуваме, нели? Таа се оженет, да речеме, сега со... Трособен стан и жената моја покојна вработена беше како учителка, но јас одлучив заради шахот, за да бидам најдобар, да се преселам во Скопје, договорив со тогашниот управител на царинарница Скопје, ако има слободно место, да можам јас да се префрлам така, имаше да ме преземат. Можеше и има само референтско место, бев референт за царинско работи и од трособен стан дојдов во една гарсонјера во Карпош 2, од 33 квадрати, а жената моја беше 12 години невработена. Ја трансформирав од вработена невработена. Страшно. Голема жртва си направил. Тоа е голема жртва. Само на жената и реков, јас доаѓам за да бидам најдобар во Македонија за шах. Јас ке работам интензивно и 2 години работев интензивно шах. После работа доаѓав, малку ќе се одморев и после ги анализирав сите 300 партии на Алехин, најубавите партии негови со личен коментар. Со личен коментар, така. Со личен коментар од него и сите партии на Капабланка.
Оти Капабланка играше како компјутер. Тоа е лесно. Тоа е Разбирливо. Уживаце за учење, затоа што и ти сам се учел и се. уживање. А И за... книгата од Панов ли ова за Капабланка или некоја друга книга имаше од Капабланка или веќе не ни помниш? Ма не ја помнам, оти ја дадов на колеги шаховски тие. И двете книги. Тоа злато да си дал. И двете книги ми ги зеда И не ги вратија. дадов и не ги вратија. И после, за среќа во Бугарија на еден турнир, во Бургас, во Приморско, ја купив таа книга. Ја најде, па ја си од пак се- Алехин, од Алехин Многу 300, вака. меѓутоа од Капабланка, за жал, немам, а тоа беше бестселер. Тие две книги и откако ги простудирав сите партии, нивни ги анализирав и така, Да слушам младиве како треба да, се. знаев дека имам јачина на мајстор. Чувствував. Значи, а тој го демонстрира по почетокот на 71-а на шампионат на Македонија, го победив Софрески, кој тешко се победуваше, мора да признам, оти беше многу силен, не само што беше голем талент Софрески, беше голем работник, све знаеше. Пошто сме играле брзопотезен шах кај него, тој имаше едно 13-14 тетрадки, можда и повеќе, што знам. Значи, тој најтемелно се спремал, ова, анализи, знаеше секој кој што игра, кој... Вистина, фантазија. Иако сега да кажеме дека вие тројца што сте биле најдобри во тоа време, прво дека сите сте високо образовани. Ничевски беше професор по македонски јазик и филологија и така натаму, и правник, а Софревски инженер, така? Инженер. Значи сите високо образовани и никој не е професионален шахист, но пристапот на Софревски бил да безмалку како професионален шахист, значи темелен се, Темелен, тоа е страшно. Многу работа, еве и ти после работа си работа, значи си Јас мислам дека тој и братот мој Борче Иничевски, мислам најмногу работеле, поготово затоа што и Борче имаше едно 10 тетрадки, јас од него сум учел. Оти тој ми бил и идол Борче. Посебно. После 8 Капабланка и Алехин и Борче ми бил учител. Оти Борче бил не само талентиран шахист, него и роден за шах. Мислам, сталожен, он тој играше длабок шах. И не за џабе ревизирал со Фишер, мислам. Тоа е фантазија. фантазија и све. Инаку вие сте 6 години разлика, колку? 6 години. 6 години поголемиот брат Борче, Да. Се надам дека и него ќе го имаме во некоја емисија, само ова чудо со ковид малку да одмине. И сега дојде 71-а. За мене најзначајна и најуспешна година во мојата шаховска кариера. 30 годишен веќе во нападна сила, да? Да, баш на 30 години. На петтиот турнир Средба на солидарноста, покојните колеги мои Софрески и Ничевски имаа директно право за учество, пошто беа мајстори. Значи и двајцата носители на титула мајстори југословенски. И остана само уште едно место за уште еден шахист од Македонија. Имаше, се организираше отворено првенство на Скопје и тоа беше едно од најсилните, убедливо најсилните првенства на Скопје. Учествуваа 7 шахисти што шампиони на Македонија биле. Значи, Борче, Кизов, Панов, Данов, Банчо Георгиевски, Давчевски, Крстев, Крум, победив сите, само реми со Борче, братот и со Банчо Георгиевски. Се класират на турнирот на солидарноста и на тој турнир го постигнат најголемиот успех. Значи, ја освоив титулата мајстор југословенски, виде мајстор, ја надмашив нормата за интернационален мајстор и освоив 180 рейтинг поени и ја надмашив минималната рейтинг норма за велемајстор. Така да сум јас прв македонски шахист што надмашив рейтинг норма за велемајстор. Така, значи таа 71 година си имал практично колку рейтинг? 2460.
Не, 2460 си останал резултат кој А 2280 и мајсторски кандидат си. и кандидат мајстор единствен. Добра, сега предлагам, Димче, да поминеме малку на шахот, да погледаме Да, од твоето богато творештво, па пак ќе се вратиме да разговараме за тоа што и книгата сакам да ја одбележиме, значи така. која што излезе на 2017 година и вториот дел на твојата кариера ќе опфатиме по твоите партии, да го видиме дел од твоето творештво, да го кажавме најдобриот резултат и се да видиме нешто од творештвото, па пак ќе продолжиме со разговорот. А во меѓувреме, помеѓу тие две, која песна ќе ја чуеме? Па да слушаме, да одиме во Битола, така та. Ако одиш во Битола, ако дојдеш во Битола, како беше? Тоша Ако превеси, одам во Битола. ако одам во Битола. Ако одам во Битола, та. Димче, значи сега ќе видиме три партии од твоето творештво, ама сите на различни теми, така ли е? Точно. Првата партија ќе биде една минијатура, куса, ама поучна. Против кога е таа минијатура и кога е играна партијата? Да. Таа минијатура
беше против младиот бугарски фиде мајстор Ангел Грбачков на турнирот во Ивајловград 1990 година, пред 30 години. Јас првиот потек Е4, на првиот потек Е4, мојот противник се бранеше со Карокан С6. Д4, Д5, Коњ С3, Д на Е4, Коњ на Е4. И во оваа позиција, мојот помлад колега се одлучи на Коњ Д7. Коњ Д7 со идеја Коњ F6 и да го замени коњот. Па да, оваа варијанта со Коњ Д7 беше омилена на Карпов во еден период од Точно. кариера. Точно. Мај да се игра Коњ F6, но ако наместо Коњ Д7 Коњ F6, црниот дава шанса веднаш да дојде, ако игра Со компримитирана структура пешачка, да? Така, на кралево крило. Така. Јас наместо да играм развојно Коњ F3 или ловец C4, Да. јас тактички играм дама E2, практично експериментирам да видам дали мојот противник ќе игра резонски или ќе игра шаблонски по теорија, а противникот мој игра одма Коњ Г на F6 и доби мат во шести потез Коњ D6. Коњ D6, шах и мат. Тоа е страшно. Мислам, вистина, за виде мајстор. Значи, ова е поучна и за шахистите, љубителите на шахот. Значи, треба да се размислува прво противникот, да се оцени што намери има. Така, секојаш првото прашање е што сака противникот. Да, што сака противникот со дама Е2, а сака да даде мат на D6. Ваквиот експеримент јас го претходно го играв против рускиот мајстор Иванов на турнирот во Москва 73 година, меѓутоа тој ми играше Коњ Д на F6 и партијата заврши со реми во далечна завршница 58 потези игравме со Иванов. Значи, меѓутоа, овој мој противник играше шаблонски и доби по уши во 6 потези, да? Поучна минијатурка. Да, ако игра Коњ F6, можеш да земеш па Коњ F3 G3 или веднаш Коњ F3, оти Коњ 4, дама 4. Па и нормално се. Нормална позиција. Со Иванов играв така, C3 играв наместо ова, Коњ Зедов. Партијата против германскиот мајстор Граул Паул ја играв во првото коло на меѓународниот шаховски турнир во Сандомеш 1976 година. На тој отворен турнир, силен отворен турнир, играше и светскиот великан, великанот на светскиот шах Давид Бронштейн, кој во 1951 година играше меч за светски првак против Ботвиник и кој заврши нерешено 12-12, иако до пред крајот Бронштейн имаше предност од 1 поен. Да, од 23-та партија не успе да направи реми, малце послаба завршница и воопшто Бронштейн мислам дека тој меч го загуби само заради тоа што имаше слаби анализи. Значи, Ботвиник многу го надмина во анализите на одложените партии, а инаку во самата игра мислам дека Бронштейн доминираше. Да. Добро, значи еден таков великан како Давид Бронштейн да го запознаеш и да разговарате или да се дружите, тоа е баш оваа партија со придонесе за тоа пријателство. Да, придонесе за да дружам со великанот Давид Бронштейн. Ајде видиме таа партија убава. Значи, тука си со бели фигури против Јас со бели фигури одиграв Е4, а противникот се бранеше со француска одбрана Е6. Д4, Д5. Мој омилен потез е Тарашевиот на Тараш.
Потегот конј D2. Конј D2. Као Карпов. Што сака? Карпов исто. Да, конј еластично D2. уперено, ако на конј C3 ловец B4 да не На многу остри брзување линии, и да. така, Да. значи конј D2. Здрав потек. Мојот противник ми зеде на E4, конј E4 и игра конј F6. Да не губам темпо, нормално конј F6, дама F6. Сега дамата на почеток развиена е, предмет може Експонирана е малку, експонирана да. е. Основен потек е GF6. Конј F3. Сега противникот требаше најдобро да игра H6, мислам, поардово да се брани. Меѓутоа тој ми игра ловац D6. За да развие слаб потез, фигура, да. За да развие фигура, али со напад на дамата ловац G5, значи дама F5, Се дамата неудобно е на F6 малку. Не е Овде удобно, таму, ако да, дојде да. на G6 може да биде уловена. и уловена и затоа тој Дама F5, ловец D3, темпо повторно, темпо, дама A5, C3. 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 Тој игра конј BD7, конј D7 со идеја за E5 да спроведи. Така, јас играм рокада уперено против тоот и тогаш Да не му падне на памет E5, зашто ќе отворената биде со кралот на врзан по E8 линија. ќе биде готов. Ќе да. биде врзан по едини. Игра C6, отстапка за дамата, од дамата може да биде и таа напаѓана и така. И се крепи против D5 разни да се варијанти, крепи, уште му е кралот во центар, да? Топ E1, развојни потез, тој игра дама C7, дама E2. Значи, во оваа позиција, белиот ги има развиено сите фигури, а црниот има проблеми со развојот на даминото крило, а и нема уште направено рокада. Значи, прво ќе мора да направи рокада, Да. ловецот на C8 е ова, Да. значи Вон игра, во куќичка, вон игра, а и топот исто така. А ние сме веќе спремни. И затоа со дама E2 се подготвуваш за батерија да направиш. Сега имено и да го нападнеш кралот, нели така? Точно. Противникот му рокираше, дама E4. Пак темпо. Да, не сме Плюс слабење. Да, не сме F5 F5 поради си на дама E6. E6 и губи пион. Значи изнудено е G6. Сега се ослабува и кралското крило. Дама на H4 за да напаѓам таму. Тој игра топ E8 за да може евентуално да се брани. Кому треба фигура ловец F8, конј F8, конј нешто, F8 или да помогне нешто во одбраната, Да. некоја фигура што му е нужна. Да. И сега Јас како го играм продолжуваш топ нападот? E4 Топ E4. со идеја дама H3, топ H4, напад на кралевото крило. Нормално. Тој игра конј B6 за да ми ја спречи тој на дама H3 E5 да спроведи. Да има E5 на дама H3, да. Так. Ама го ослабо па полета F6 сега. А? И таа црнополна тука периферија. но то со ова го ослаби полето F6. Ловац F6. Веднаш го користиш. Веднаш користам. Не треба два пати да замалат. Да. Да. И сега противникот мој го игра потегот конј D5, слаб потег. Као ти го Меѓутоа напаѓа нема ловецот. одбрана и Нема одбрана во тука веќе. ова. И сега, значи, ова е комбинација извонредна со жртва на дама, следи дама H7. Во овој момент, пошто мојот противник кога го одигра потегот конј D5, отиде да ги следи другите партии и не беше уште вратен, а јас го имав одиграно потегот дама H7. Доаѓа Бронштайн и ја гледа партијата. Во тој момент, значи, ја гледа партијата, ме гледа мене. Кој е овој шахист? Анонимен, непознат. Непознат вака што матира, вака што дава матери. Таа партија беше причина за да со него да дружам и прекрасно дружење и имам и незаборавно од него спомен. Ова е новогодишна честитка. Така. Која година беше тоа, викаш? 76-та година. 76-та година. 76-та година. И сега викаат сите дека Давид или Давид Бронштейн, а за пријателите Давид, Да. дека
ја има напишано една од најубавите книги, целих 53-та година тргна која. Значи толку е тоа е фантазија, фантазија, поучна и се. Но велат дека оние што имале привилегија лично да го познаваат и да разговараат со него, дека тој секогаш имал толку интересни стории за раскажување, настани за раскажување. Значи, чиста привилегија да бидеш голема привилегија. Фишер исто уживал со него. Да. Значи Фишер, значи 70-та година на мечот помеѓу Југославија и овој не помеѓу останатиот свет и СССР, нели во Белград што се одржуваше во домот на синдикатите. Сега Фишер игра за екипата на светот, на останатиот свет, а Бронштейн игра за екипата на Советскиот сојуз. Така. И сега Фишер на втора табла играше, на прва играше Ларсен. Фишер имаше пауза 3 години и се согласи на втора табла, игра со Петросјан. И првите две Фишер ги дуби, третата, у Гринфелдова дискурна, значи ја прекинува партијата у послаба топовска завршница. Има пион посла, но активен. Да. И сега треба да уште малку ќе има продолжение предпладната, ама он се шета со Бронштейн, толку му е интересен Бронштейн. И уште го вика во соба да му ја покаже прекинатата партија. Значи таква доверба има во него, овој противничкиот табор и се. И овој го вика и Бронштейн што вика? Вика, многу ми беше интересно што Боби вика кога го зема топот и гледа вика кој е најприродно поле кај да го стави. Значи држи редот, ама гледа од тие две, да например CP9, кој поле така е поестетски она се и таква дружба, значи сакале и големите и она затоа што Бронштейн имал страшна ерудиција. Покрај тоа што зборувал јазици многу добре и се и огромно познавање, да. Фантазија беше тоа, уживање беше, вистина уживање. Ти не играш тоа, да речеме, кралско-индиска одбрана као црни овони. Значи тоа такви идеи имал и она се, ама затоа со бели во сите отварењето. Не, тоа привилегија страшно. Океј, сега одиме на третата. Ајде, можеме до утре иначе да. Не, ова тоа ми е посебно драга, вистина. Добро, да видиме таа партија, значи, ти со бели фигури против Вајсман Володија, интернационален мајстор од Романија. Интернационален мајстор од Романија. Добро, партијата е започна стандардно со твојот омилен потек E4. Следеше C5, сицилијанска одбрана. Конјев 3, E6, вовед во Полсенова. Да, D4, CD, конј на D4, A6. Конј C3 и сега преурането со B5 развој на, да, тој го игра тој потез. Јас го одиграв потегот LD3. Штом ти дава ловецот на активно поле да го ставиш на D3, ти на D3, да, нормално. Да, LD3, LB7, Мала рокада. И сега конј E7. Да, E7. Ова е позната идеја, зашто сака тој конј активен на D4 да го замени за својот конј, нели, но... Тоа е точно. Сега, како ловац ти финал? E3. Последната фигура е развиваш. E3, последната. Конј Б на C6, да не губам време, конј C6, точно. Измена, конј C6 зема, F4. И сега, пошто кралот е, сега да почнем Иницијатива, имаш предност во развој, сите фигурите се развиени, него ловецот му е на F8, а освен тоа има многу малку одбранбени играчи околу својот крал. Околу својот крал, точно. Ловац E7. F4 го одиграме. Ловац E7 и сега го изненадив со потегот Дама H5. На овој потег противникот мој размислуваше 40 минути. И веќе скоро западна во цајтнот, да не кажам, Да, јас мислам, затоа што, да речеме, класично е дека кога ќе настапиш F4 и F5 има одбранбен потек F6. Ама во оваа ситуација дама H5 не му дава да игра со F5, а од друга страна ако направи рокада E5, па на H7 виси, па ќе мора пак да одигра G6 и сега ќе трнеш по H линија, па ќе имаш E4 поле и така натаму повторно, значи страшна иницијатива. И сега он затоа се нашол по дама H5 малку во небрано и затоа толку мислел, да? Да. И што најде тога? Конј B4 да го елиминира ловецот на D3. Да. Следеше F5. Така е. Одма притисок на кралско крило. Така е. Одма напред. Тој зема E на F5. E на F5. Дама F5. Изнудено рокада. Да. Рокада. А
3. Сега на конј C6, конј D4 На и конј C6, конј D5 влага конјот на доминантно поле. и на доминантно поле. Речи си Тој готов. Мора да земе, затоа и дојде на B4. Затоа е, да. Зема на D3 C4. и сега Ама сега се смени структурата и овие C3, D3, сега се E4. јаки, а он има слаб пион Ловец, D. слаб пион, изолиран D5 изолиран, и тој да. ловец не е многу јак на B7 затоа што удира како од камен на овој на D3 E4 твојата структура пешачка. Точно. Тој игра топ Конј D3 конј C3, D3, топ топ C8. C6 за да топ C8 за да се брани По ловец шестиот ред. D4 по шестиот ред. Топ C6. Значи ловец D4 одличен потек, централизација на ловецот. Централизација на ловецот одлично. Не му даваш ловец F6, гаѓаш на G7, Добро, сакаш тоа е топ F3, точно. топ G3. Топ G3 точно. А конј D5 кога ќе ти треба ќе скокнеш, Да. ако ти треба. Да. Топ C6. Тој игра, сега ја затвори диагоналата, играм конј D5. Во овој миг кога ја затвори диагоналата. сите Инаку ќе се ослободеше од слабиот Именно. ловец на B7, затоа го чекаше на топ Да, C6 сега да именно скокнеш. Добро. И топ G6 конј E7. Сега му го Да, елиминираш. го елиминирам. Тој е црнополен ловец и сега имаме позиција со разнобојни ловци, ама при присуство на тешки фигури, обично тоа е страна што напаѓа, има фигура повеќе во напад. И сега топ AC1. Завземам C линија, отворена. Значи, моите, веќе сум во многу поповолна позиција. Ама нели ни кажа преска дека си учел до 300 партии на Алјехин, дека отворештото на Алјехин. Алјехин бил Алјехин. познат од тоа што играл на цела табла. На цела- Значи големите мајстори сите 6-4 полиња ги имаат под обсервација. Тие не играат на мал дел од Точно. таблата само. Дека напаѓам се и само кај кралот Да, ги гледам. да, Не, да. како ќе се менува позицијата, секогаш треба вистинскиот потек. Значи Тој се игра расшири дама фронтот. E6 да ја ублажи ситуацијата, да разменим. Со измена, да. Топ C7. Топ на седми ред. Зема дама F5. Е сега топ F5. Топ F5 мора, зашто не е F5 на G2. Топ виси, G2. Да. Ама тоа било предвидено. Топ F5, сега ловецот каде оди? На C6? Ловецот на C6. Така, ловец C6. Ловецот на C6. И Крал F2. Веќе, значи, кралот е активна фигура, веќе завршница, настапува завршница скоро и сега мора да се активира кралот. Сега твојот ловец на D4 кој што стрела и лево и десно, значи по цела табла и неговиот ограничен ловец на C6, линиите се твои на C7 Да. и на F5. Он има само овој топ на G6 му е релативно активен. Да видиме понатаму А5. Он и тешко наоѓа потези, просто нема многу потези тука. Нема, да играм просто G3 и готово, нема никакви шанси да топот да се активира. Да. Туку он игра топ E8. А5, не, прво Не, на А5, А5, ти ловец C3 ловец да, напаѓам. да ја определи структурата Да. на дамското Сега- крило, А4 мора, 4 мора, затоа што на топ А8 имаш ловец А5, ловец А5 зема слаб на поради основниот слабоста ред. на 8 ред. Да, основниот ред. Добро, А4, сега пак иси ти на потек, Х4, Да. добро, зафаќаш Да простори го тука. напаѓам тој Топ, да. Па и топот малце и точката G7 кој ќе отстапи и топ G5 можеби ќе имаш, па и H6 ќе имаш, па тој ловец и така натаму, нели? Точно. Добро, топ е 8. И сега му играм одличен потез. Одличен позиционен потез, ама ова е по Капабланка веќе. Ова е по Капабланка. Активната фигура на противникот Баш така. сменија. Сменија да му останат овие. Тој игра Па си- топ E6, Топ од G на E6, топ да. G на E6 и јас топ E6. Фантазија. Пото, одлично. Сега Не не може сме ни со топ, поради мат, ни со D пионот поради губење на ловец, Мора F. мора изнудено. Изнудено. Ловац на E5, фантазија. Ловец на E5, фантазија. да. Да не може, мислам да дојде, овај се централизира ловецот, да не може со ништо да не може да може да игра E5, можеше да игра. Да, малце ќе се ослободи, да. Вака му се сите на бело, има бел ловец, супер ограничен Сите ловец. ограничен ловец. А твоите се тука на бело против мојот неговиот крал ловец. веќе И напредува кралот, веќе идејата. имаш крал повеќе во игра. Една фигура во игра, тоа крал е. повеќе во игра. И тоа е Точно, тоа тоа е решава. големата предност. Крал F7, крал е 3, крал е 7, неговиот крал штити некој полиња, а твојот значи ќе оди да напредува до решавачки размери. G3, не спешит или не брзај, полека, поправај да не виси ништо. G6, крал D4.
Така. крал D4, се потешко му е да наоѓа потези, топ F8 се обидува на отворената линија нешто, F-линија, веднаш со одмah F4 се затвара. се пломбира, таму се затвара, точно. тука нема што да мрда сега, крал D8, Сега прети го напаѓа топ као F4. топ F4, го напаѓа топот, топ А7, крал E7 назад, Темпо ловец потез, G5 шах, заради тоа што беше во крал цајт. E8, ловец F4. Па тоа ги Ова нервира малце и противниците кога ги ќе им нервира, покажеш, да. као игра мачка со глушец. Можеш да играш што сакаш. Да, што сакаш. Крал E7 и сега крал E5, контрола на Одлично, полето D6 одлично, и одлично. последниот чекор, кралот ако треба да влезе на D6 понатаму, топ C8, повторно шахче, Шах. крал F7 и D4. Веќе сега кога имаме централизиран крал, топ на седми ред, ловец одличен на G5, решавачки настап со D4 и D5, затоа што тој ловец како што беше ограничен, сега може да биде и заробен воопшто, да. Топ B8 за да направи поле B7 за ловецот, D5, Е зема на D5, Е зема на D5 со напад на ловецот, топ E8 Сега на меѓу ловец потекшен. B7 следи крал D6 и крал C7. Крал C7 и кралот И лично ќе тргне да го зема. Самиот, да, тоа е најбитно. Така е, топ E8, крал D6, сега ловецот мора да оди на Да. A8 и сега топ освен D7. Пион, Пион. значен, кој е веќе И сега имаме се, крал на D6, топ на седми ред, слободен пешак Све. на D5, подготвен за промоција. требаше. Ловец F6. И тука да предал, никој не би му замерил, Да, но уште неколку потези. Ловец F6, H5, нели меѓу другото заканата можеше да биде и топ G7, топ H7, ама ништо страшно, топ A7, го земаме повторно на ниша на овој ловец на 8, крал F8, Ловец ловец E7. E7 шах, повторно одличен потек, затоа што не може да игра крал F7 заради ловец D8 откриен шах со и топот затварање на осмата го зема. линија и топот го зема ловецот на 8, значи мора назад крал G8 Крал G8. и крал Немоćен и E6. предава. Тотална доминација. D6, Велелепно D7. убава, велелепно убава, вистина. Кажам, ова си учел да речеме најмногу од Алехин и од Капабланка имаше од Имам двајцата тука, комбинација, ама овде имаш и од Толја Карпов малку доминација. Он многу играл на доминација, мислам дека ти и него го сакаш многу. Да, Анатоли точно, Карпов, Анатоли Карпов, доминација. И Нели така? точно, он доминираше цели 10 години, да наречеме поиќе, на сите Да, турнири. он доминираше На сите од турнири. 70. Абе тоа сакам да те прашам, туку еве завршивме малку се со партиите ги догледа, да си го продолжиме разговор зашто имам уште да фатиме вториот дел од кариерата.